Владата ја продолжи постапката за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски. Одлуката е донесена на редовна седница, откако постапката беше стопирана поради истрагата за трагедијата во Кочани и ќе биде доставена до собранието. Оттаму како причини ги образложуваат направени крупни професионални грешки во раководењето, што довело до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Со тоа велат од влада, Коцевски го прекршил членот 82 став 1 од Законот за јавно обвинителство, според кој е должен да го чува угледот на функцијата што ја врши. По претходно добиено мислење од страна на Советот за јавни обвинители, му предлага на собранието од функцијата јавен обвинител на Република Македонија да го разреши Љупчо Коцевски, поради направени крупни професионални грешки при раководењето со јавното обвинителство, што доведува до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Неовластено изнесување на информации и податоци за судски предмети, со што ја повредил обврската за заштита на тајноста на постапката согласно закон. Нарушување на угледот на јавното обвинителство и неговиот личен углед, не постапувајќи согласно обврските кои што се предвидени во Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Дека постапката за негово разрешување ќе продолжи, пред неколку дена најави и премиерот Мицкоски на брифинг со новинарите. Денеска Коцевски ова го искоментира како политичка одлука, а прашан околу тоа дали има правни дилеми околу постапката за негово разрешување. Рече дека не сторил тешка дисциплинска повреда како што предвидува законот, а тоа го потврдило и мислењето на Советот на јавните обвинители. Тоа е нивна политичка одлука, јас и понатаму ќе работам правилно, законито, честно, така да околу тој дел немам што повеќе да кажам. Согласно законот, важечкиот закон, јас треба да сторам тешка дисциплинска повреда. Тоа Советот за јавни обвинители го констатираше дека од моја страна не е сторена тешка дисциплинска повреда. Понатаму постапката оди предлогот во влада, односно влада може да го достави до собранието, тоа не е моја надлежност. Советот на јавните обвинители во април даде негативно мислење за разрешување на Коцевски. Тогаш тројца членови гласаа да се прифати предлогот, а 6 члена гласаа против. Сепак мислењето на Советот не е обврзувачко за пратениците. Според членот 88 од Законот за јавно обвинителство, државниот обвинител се разрешува пред истекот на мандатот поради тешки дисциплински повреди или ако е член на политичка партија. Пред истекот на мандатот во 2017-та, претходната власт го разреши и тогашниот јавен обвинител Марко Зврлевски.